во ова реплики ви има и малце карма. Колешке, да ви прочитам една вест објавена денеска во 13 часот и 3 минути, како доказ дека ова продолжува. Кардиохируршките операции на бебиња ќе се прават кај Жан Митрев, дел од тимот на детска хирургија преминува во приватната болница. Не знам, проценете вие. Тоа го најави во претходната реплика, ама многу брзо се оствари. Тоа ќе продолжи со инвитро оплодувањето, домашната нега и брзата помош. Продолжува. Продолжува теркот. Еве едно подсетување за колешката Шахпаска. Фирма стара 2 дена добива тендер од 35 милиони евра за набавка на реагенси. Не да продолжува, откорнува. Откорнува. А фирмава што добива тендеров нема ни седиште, ни мейл адреса. Ама добива 35 милиони евра за набавка на реагенси. Ке се навратам на колешката Калеска. Зборувајќи за автопатите, било многу страшно ако се плателе пенали. 80 милиони евра државава плати пенали за договорот што беше постигнат со Светска банка за изградба на клиничкиот центар. Оваа влада. Можете да замислите со 80 милиони евра што може да се направи? Колку пати ќе се подобреше квалитетот на воздухов ако не платеа пенали, како што не сакале да платат за автопатот 9 клучки од Кичево до Охрид, кој што направи анекс 189 милиони евра. За клиничкиот центар може, не е битно здравјево на граѓаните, нека се трујаат во Скопје, во Куманово и во Битола, ќе си платиме пенали и ќе бараме џомити, нова локација, да го направиме клиничкиот центар за кој што имаше обезбедено средства, обезбедена локација, чиста подлога, утре да почне да го града. Ама тие одлучија 80 милиони евра да платат пенали. А за оваа трасава, која што наводно беше грешна, и со изјава со која што ги подседивме сите професори на градежниот факултет во Скопје, пак немало сега проблем. Можело со анекс, за кој што колешката не да објасни дали е правно дозволиво. Затоа што ние слушавме 3 години криминал, 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 анексо криминал, автопато криминал, не знам вака било, така било. Сега било добро. Било добро да му дајме на истите изведувачи кои што беа криминалци претходно. Криминалци беа, нели, тие што така ги осудуваја. Кинезите што го граделе автопатот Синехидро беа криминалци, луѓето лежа затвор за тоа. Сега му даваме уште 189 милиони евра, а сабајлето беа 120 и не можело да се плата пенали. Ама се било во ред. Еве да ја прашам колешката, зошто тогаш сите како од ѓавол од крст бегале во владата и не сакале да го подпишат овој договор? Министерот за финансии, министерот кој што е познат по неговите странски инвестиции што ги донесе во Република Македонија. Никој не сакал да го подпише анексов. Затоа што и тој што не е правник знае. Отвори лексикон, ќе прочиташ. Анекс е чин правен со кој што се менува или се додава само еден член од законот, независно колку има членови. Тоа е исто како на некое возило за кое што набавија гуми од Министерството за одбрана, има 8 гуми, смените само една нова и вие речите цело возило е ново. Така е со анексо. Договорот е ист, ама сменивме само еден член. И зошто бегале сите да го подпишат тој договор ако е толку добар? Иначе ќе излезеа онака триумфално како што беше за Демир Капија смоквица со зурли, со тапани, со играорци, со вино, со ракија, со се, и ќе речеа еве нов тунел и во пресека, има таков тунел таму, за 189 милиони евра, ајте сега тапани. Да играме. Ама бегале сите. Не сакале да го подпише. Колешке, јас се сомневам дека, како што рековте вие, битна била реализацијата. Јас се сомневам дека оваа реализација од 23% на капиталните инвестиции во 2019 ќе биде уште пониска. Се сомневам од две причини. Од раскалашаноста на владата, во која што има министри што не одат на работа, министри што не сакале да се занимаваат со луѓето, министри што спијат и министри што потпишуваат само анекси. И од матните одлуки, кои што ако продолжат во 2019 ќе бидат катастрофални за општините. Еве, вие сте правник, може би некоректно да ви поставувам директно правно прашање. Кажете ми, како е возможно и по кој критериум му доделивте 50 милиони евра на општините?
ќе сте им ги плаќале долговите. При тоа не наведувајќи ги критериумите каде тие средства ќе бидат наменети. И како е возможно општина Прилеп, која што била задолжена само 8 милиони денари, да ја поистоветувате со општина Охрид, например, која што е 300 милиони денари задолжена? Зошто граѓаните од Прилеп да делат од своите приходи, придонеси, даноци, повишени акцизи, за ние да ги плаќаме долговите за охриджани, зали за кумановчани, струмичани? Кој е критериумов? Дали со тоа нема жаки овдека наши ваши? Зошто моите даночни обврзаници прилепчани да плаќаат за твоите охриѓани? Кој е критериумов? Ова е пракса дека сегашниот градоначалник на Прилеп треба да направи долг по 3 години од 500 милиони денари и ќе се повика на одлуката што вие донесовте пред неколку дена и ќе речи, дајте бе луѓе, долгови бе да ми ги намирите. Ама не може. Како бе не може? 2018 година му ги па закон ќе донесе, пак нов закон ќе бараат, колешки. Само кажете ми, на кого ќе му ги вратите парите сега од фирмиве? Еве, хипотетички има 12 фирми во Прилеп кои што имаат застарени побарувања од 2010 година. Кој е критериумов да му ги вратите парите? Кој е критериумов? Првата, третата, петтата, седмата, втората, четвртата, шестата? Сериозно ве прашувам. Како? Како ќе ги враќате овие пари? Еве и за вашите општини нека биде, и за ВМРО-вските, и за СДС-овските. За сите правиме муавет. За сите правиме муавет. Како ќе ги враќаме парите? Може да се случи, например, Бетон, градежна фирма, да има долг во Куманово, во Прилеп, во Пехчево, во Виница, и да се одлучат градоначалниците, или па вие кажете како е одлучено и која е методологијава, во Куманово и Пехчево да му врата, во Виница и во Кочани да не му врата. Како? Вистина како? Може би превозничка фирма од Битола извршувала превоз и во Прилеп, и во Могила, и во Новаци, секаде, ама не со оние автобуси некои што ги набавивте, му ги подаливте, односно 44-та во Битола. И сега, по кој принцип ќе му ги враќате парите? Затоа се сомневам, колешке, дека ќе успеете да реализирате од ова што и во овој мегаломански, грандиозен, со вашата терминологија, страмен буџет, сте го предвиделе во 2019 година. Наша најголема желба е 100% да се реализира. Бидејќи буџетот, на крајот на криштата, се сведува на листа од желби. На почетокот на годината. Односно на претходната календарска година. И ние сега можеме се да си предвидиме овдека. Автобуси за Битола, еве Горан Милевски гледам предложил, стала во Битола, базен во Битола. И имаме ние апсурд. Лидер на партија, член на коалиција, во власта е, предлага амандмани и бара автобуси, сала и базен. Скандал, бе луѓе. Не нормална работа. Абе како не да си бара? Не објаснива работа. Ние ќе го поддржиме за сите амандмани. И ќе викаме, го поддржуваме Горан Милевски Битола да добие автобуси затоа што е срамота децата да се трујаат со автобуси армоники од Скопје од 44-та година. OTPM честичките 10, не пута 50 на дозволеното, пута 500 ги направите за 3 дена што ги пуштивте во аптека автобуси. И ви реков, ако сте толку убај автобусите, дајте му ги министрите нека се возат во нив, а тие 48 пасати, иако не ви се развозени убо, да ги вратиме во буџетите на општините. И нека си одат министри на работа, ако ги кандидатите дода на работа, тоа овие не сака гледаш по 10 месеци не ода на работа. Не оди, вика, абе на работа да одиш не. Ми е мачно, вика денеска, загадено е во Скопје, не ичам дидам. Ти сакаш да одиш на работа, одам, ама не се занимавам со граѓаните, вика. Како така? Служител во основно училиште во Прилеп 3 дена да не појде на работа, четвртиот ќе го поздрави, ќе му рече толку од живото за тебе, фала пријатно, ги почитуваме законите. Овој плата си зема картичка, ама си јадел во меѓувреме. 5.000 евра потрошил за јадење, по кафани, ама на работа не ода. Затоа сум скептик дека со овој состав на владава ќе го реализирате ова. Верувајте. Скептик сум дека е многу подобро да се оддела 1,5 милион евра за загадувањето, а 1,650 милиони за лубриканти. Ја очекувам, бидејќи рековте вие,
да не поддржите кога тие средства сакаме да ги алоцираме и загадувањето да ги направиме 3 милиони и 150.000 евра, наместо за лубриканти за чист воздух. И да ја зголемиме сумата. Затоа што е нелогично, ненормално. Апсурд. Апсурд. Ветувавте, нема да се набавува ништо ново, затоа што се било како што треба. Ќе кратиме нели од се. Трошоци на министри, пратеници, патни трошоци, работни места. И што направивте се? Што направивте се? Што од тоа? Знаете колку скративте? Колку едно работно место во на агенцијана што е за цивилна и воздухопловна, за цивилна и не знам каква пловидба, кај што вработивте нови 43 кадри од Социјалдемократскиот сојуз СДУИ, кои што земаат минимум 70.000 денари плата. Толку скративте, само во една институција. Во Агенцијата за развој на земјоделие кладовте нов заменик директор 100.000 денари што ќе зема плата, зборувавме на пленарна седница, го гласавме. За воздухопловство за 300 чуда. Измисливте 500 нови работни места, ама битно заштедивте. Вистина заштедивте. Министрите ги научивте со хеликоптери дода на поручек. Многу заштедивте. Колешке, ти не гледаше снимката? Не е фер сега, шо е? Ти што телевизија гледаш? Да го задржиме нивото доколку може, ве молам. Оти да не гледаш Сител, Сител е супер телевизија. Не знам зашто ја вреđате Сител. Гледате со што почнува вестите на Сител? Убиство во Скопје има, ама вестите почнуваат на Сител дека Никола Груевски се договорил со не знам кој за да замени Унгарија. И ова е 15-та вест, нема врска. Дизело поскапил и бензино, ама тоа е во спорт. Кој го поевтина, Жаке? Ти од кај тураш бензин? 61 денари сега. Беше 69, сега е 61. Во времето на ВМРО ДПМН беше 37 денари. Ако вас ви тураат некаде зелена нафта, од ова што ја предлагаше Лиле Поповска, тогаш е друго. Може да ви ја наплаќа и по 20 денари. Тоа е, колешки. И уште за ова, значи, сакам да ви кажам, го критикувавте законот за возила, дека сме го собрале целиот крш од Европа. Супер. Така е. И ВМРО изгуби. Социјалдемократскиот сојуз 24 месеци е на власт. А ова прашање, колешке, се решава за 24 сати. Зошто вие во овие 24 месеци не предложивте закон со кој што ќе го ограничите увозот на, не знам, 5 години, 7 години, 9 години? Ќе ги субвенционирате тие што ќе набават возило постаро, не постаро од повеќе од 5 години. Што правите 24 месеци? Еве денеска да се договориме да предложиме таков закон, да ги субвенционираме тие луѓе. Така ќе го намалите загадувањето. Вистина така ќе го набавите загадувањето. Ама ајде да го предложите тоа. Власт се. Заврши мандатов, готово. Се угушија луѓево. Рачунајте в година Боже здравје во декември кој ќе правиме муабет со овие 1,5 милиони евра, просечно статистички во Македонија годишно од загадувањето умираат 1300 луѓе. Вие сега осудувате 1300 луѓе да умрат од загадувањето. Ама побитно е да има лубриканти. За жал. И ве молам, реагирајте да се исполни ветувањето за 500 нови километри автопат. 650 километри регионални патишта, 1000 километри локални патишта. Макар и со анекс, оти вие така си терате. Овој убо работи, наше. Анекс, дај му 10 милиони евра, нека тера. За жал. И уште еднаш ќе ве прашам, зошто никој во владата не сакал да го потпише овој анекс договор за патот 9 клучки? Тоа е многу чудно прашање. Ви благодарам.